Zašto divno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se utešat, blaženi se milostivите. Zašto ti се помилуват. Остави своето царство и слегна тук на земята. Ти си Бог, кој не се страмуваше од нас да го заземаш нашето место, Боже, на крста. Ти си Бог, Боже, кој не се жалеше и Ти си Бог, Боже, кој се роди во штала. Ти си Бог кој го остави с Твоето царство. Фала Ти, Боже, што го зема моето место и местото на целиот човечки род и секој што ќе повика кон Тебе да те најде да има живот вечен. Ти даваме чест и слава, Господе. Ти даваме чест и слава. Нека името Твое биде прославено, Боже. Бидејќи Ти си Бог кој не разбираш. Ти си Бог кој секој пат не сваќаш, Господе. Ти знаеш ни што поминуваме, ти знаеш ни што... Ти се знаеш, Господе. Ти си Бог кој ја знаеш иднината, Боже. Ти си Бог кој си ја створил вечноста. Ти си Бог кој... Ти си Бог, Боже, Ти си Бог. И можем да Ти кажем, Господе, само фала. Бидејќи се друго, Боже, е дури непотребно. Фала, Боже. Фала што Ти умре да можем јас да живеам. Фала Ти во името на Исус. Амин. Татко Небесен, Ти благодарам што ни подари уште еден ден. Ти благодарам што толку не возлюби, што го даде Твојот единороден Син, Исус Христос, за кого веруваме дека е наш Господ и Спасител. Толку ме возлюби, што го испрати својот Син не за да му судиш на светот, туку светот да се спаси преку тебе. Пишано е, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Исусе, Исусе, Исусе златен, и денеска го повикуваме Твоето име. Ти благодариме што овој молитвен дом не облева Твојата сила и Твојата љубов. Ке се сведочи Светото Евангелие по Јована. На почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина, светлина на луѓето. И светлината во темнината свети и мракот не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина која го опфаќа секој човек што доаѓа во светот. Во светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што поверуваа во неговото име, им даде можност да станат синови и ќерки Божји. Кој си ти? Го праша. Илија ли си, пророк ли си? Кој си за да можеме да им одговориме на оние што не испратија? А Јован им одговори: Алелуја! Јас сум гласот на оној што вика во пустината. Израмнете го патот на Господа, како што вели пророкот Исаија. Зошто тогаш крштеваш, кога не си ни Илија, ни пророк, ни Христос? Зошто крштеваш? Го обвинија. А Јован им одговори: Јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној што иде по мене, кој беше пред мене и кому јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам.
Јагнето Божјо, кое ги зеде гревовите на светот врз себе. Го видов духот како слегува од небото, како гулаб и остана над него. Тој е кој ќе крштева со вода и со Дух Свети. И јас видов и поверував дека е овој Син Божји. Вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат над Синот човечки. Вистина ви велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото тело е. Роденото од дух е. Вистина ви велам, ние зборуваме за она што го знаеме и сведочиме за она што сме го виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви говорам и не верувате, како ќе поверувате кога ќе ви говорам за небесните? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, та секој што верува во него да не погине, но да има живот вечен. Зашто Бог не го даде својот Син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Светлината дојде на светот, но на луѓето им омиле повеќе мракот отколку светлината, зашто нивните дела беа лоши. Зашто секој што прави вистина оди кон светлината за да се видат неговите дела, а секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината за да не се видат неговите дела, оти се лукави. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат во дух и вистина. Знам само дека ќе дојде Месија наречен Христос. Кога тој ќе дојде, се ќе ни објасни. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Слава ти, Татко Небесен. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што ни даде власт да газиме на змии и на скорпии и ништо нема да ни напакости. И сега, Господе, ја спроведувам Твојата власт, која ми ја даде со двоостар меч и мечот на Духот, сите заедно, зашто веруваме во Твоето име. А Ти кажа, Господе, кога двајца или тројца ќе се соберат во Мое име, тука сум и јас. Тука си, Господе Исусе Христе. Ти кажа, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, оти јас ќе одам ка својот Отец. Ете сме, Господе, да ги вршиме делата што Ти ги вршиш, да газиме на змии и на скорпии, и ништо нема да ни напакости. Во Твоето вечно и свето име, Господе Исусе Христе, со двоостар меч и мечот на Духот, ги раскинуваме ние сите заедно, прангите на сатаната што се фрлени врз овој дом, врз ова место, врз оваа црква и врз секој еден од нас. Господи Исусе Христе, Твојата света крв ја светоположувам врз секој од нас. Господи Исусе Христе, пишано е, Он ги зеде на себе нашите болки, болести, страдања, ги закова на крстот. Ти благодарам, Господе, што и денеска, и сега и овде, ги земаш од секој од нас, сите болки, болести и страдања, и ги заковуваш на крстот, зашто ние веруваме во Твоето име. Пишано е, проклета е тој што виси на дрво. Господи Исусе Христе, Ти стана проклетство за секој од нас, и за овие луѓе, и за оваа црква, и Ти благодарам што денес во Твое име, во овој миг секој од нас по мерката на својата вера преминува од живот во проклетство, во живот во Божји благослов, само преку Тебе, Господе Исусе Христе. Татко Небесен, Ти благодарам што ни го даваш Духот Свети, со кој сме запечатани за денот на Воскресението.
Ти благодарам, Господе, што ме донесе во овој молитвен дом, што си ги намножил овие луѓе, што ги облекуваш со сила од озгора, што ги облекуваш со Твојата љубов, што непријателот што доаѓа по еден пат кон нив, го гониш по 7 патишта од нив, што нивните нозе и обувките се како бакарот, што им се зголемува силата како деновите Твои, што ги држиш по Твоите силни мишки и им кажуваш кон непријателот, истребувај. Ти благодариме, Господе, што им се намножува силата, што дните им се намножуваат како на орелот, што оваа црква расте, да станат ловци на луѓе, да се намножи оваа црква, да биде вистинска жива црква, да спасува, да исцелува, да лекува, да го прави сето она што го правеше Ти, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што издаваш од Твоите благослови, што ни даруваш дух и живот, што не облеваш со Твојата света крв. Господе Исусе Христе, Татко Небесен, слава Ти и во веки векови. Ти благодариме што го допре секое срце, што им ги отвараш срцата за Твојата љубов, што не научи дека Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Кој го љуби Бога, треба да го љуби и братот свој. И ние треба да се љубиме, Господе, дека Ти си таа љубов. Ти благодариме што не научи на Твојата љубов. Зашто преку апостолот Павле ни кажа: и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи. Ако љубов немам, ништо не сум. Ти ни кажа, Господи, љубовта не престанува. Љубовта не завидува. Не се срди. Не мисли зло. Се поднесува. На се се надева. Љубовта Божја никогаш не престанува. А другото, ако се пророштва, ќе престанат. Ако се јазици, ќе замолкнат. Ако се знаења, ќе исчезнат. Оти по нешто знаеме и по нешто пророкуваме, а кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога бев дете, зборував како дете. Како дете мислев, како дете размислував. А сега станав маж и го оставив детинското. Браќа и сестри, остануваат 3 работи. Верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Бог е љубов. И кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Те сакаме, Господе, слава Ти. Благодарам, Господе, слава Ти, слава Ти. Господи, свет беше да го земе крстот, Господи. Твојата расправа на Голгота, Господи. Тој пролие, Господи, Твојата света крв. Ти умре свет на крстот, Господи. Беше положен свет во гробот. На третиот ден Ти воскресна, Господи. Ние сите сведочиме дека Ти си жив, Ти си наш Господ и Бог. И го благодараме на Таткото Небесен што те подари за нас, за спасение, за чистолюбие за сите греови, од целото човештво. Исус исполни целата љубов Божја, својот Татко за сите нас, луѓе на земјата, за сослободување во името на Исус. Господи, благодарам Ти за свет Татко Небесен што го прати Твојот Син Исус, да ни служи, Господи, секогаш за нашите животи, Господи, за нашите потреби, за се во се, Господи. Нека се слави Твоето име, Исусе, за вечни векови, нека биде според Твојата воля, Господи. Нека се исполнува целите Твои, Господи, зашто Ти беше целта за животот на воскресението, Ти победи смртта, Ти си жив. Ние, Господи, само може да се ослободуваме и живееме според Твојата воля, Твојата слава и во Твоето воскресение. Ти го покажи на целата универзум, на целото небо и земја, даде се, Господи, од себе. Само ние сега треба да бидеме Твои деца, да Ти благодариме за се, Господи. Ден и ноќ да нашето мислење, нашите глави, нашиот фокус да биде секојдневно упатен кон Тебе, зашто ние постоиме само од Тебе, Господи. Зашто ќе дојде денот да дојдеме пред Твојата слава, пред тронот на судот, пред Таткото, пред Тебе, Господи. Кога се отвори таа книга на живот, Господи, да бидеме ослободени, Боже, да бидеме очистени, за да припаѓаме на Тебе. Фала Ти, Татко, за Твојот Син Исус. Фала Ти за се што даде за нас, си го даде својот живот и ја победи смртта на крстот. Тој е жив. Слава нека е секогаш за вечни векови, Татко Небесен, за Твојот возлюбен Син. Амин, Господи. Така да, прекрасно.
Имах прилика за да го слушам Тихомир на телевизија, не знам, може би пред една година. И додека менах каналето, видях еден човек кој ја цитира Библијата. И нешто усетих во духот дека со тај човек имаме исти дух. Иако прв пат и почнах да запитувам, интересно е, обично живееме во свет кој луѓето не го сакат Господ или го сакат Господ, ама не сакат да имат дел со него, бидејќи ако имат дел, треба да ги променат своите животи. Но тој човек кој сето това го цитираше, беше толку искрено и толку длабоко, това се гледаше дека тој човек не само што ги цитира зборовите, тој го познава Господ. И това ме задржа за да го изгледам таму, не знам колку време тоа требаше, половин сат или колку е било, не знам. И јас мислам дека живееме во време кога многу малку луѓе го проповедат Евангелието. Живееме во време кога луѓето се страмуваат од Исус. Живееме во време кога луѓето го сакат Исус само со уста, но срцето е негде многу далеко. Живееме во време кога луѓето се наречуваат христијани, но далеко се од тоа што Господ сака да се. И сакам да ви кажам дека не е случајно, неле? Не е случајно што таа вечер сме ние сите тука. Нема ништо случајно. Дали знаете која е Божјата цел за секој еден човек? Целта Божја е да дојде до врата и да чукне на твојата врата, на твоето срце. Да чука. Дали знаете зашто Господ се одлучува на тај чекор да чука на твојата врата? Он е Бог, а ти си обичен човек. А сепак Господ е тај кој што доаѓа да каца на твојата врата да чука. Това е бидејќи Бог не сака. Бог толку не сака, кој ние дури и таа љубов ние не можеме да ја разбереме. Видете, устави го царството, за да може да дојде на земјата. Устави ја славата, да може да дојде на земјата. Устави ја вечноста на некој начин, за да може да дојде на земјата, бидејќи требаше да умре. И сето това го направи заради нас. И сега ние тука сме соберени тука таа вечер. Што мислите, дали на Господ му се исто? Дали ти кој си влезел тука таа вечер, а не го познаваш Господ? И пак ќе излезеш да не го познаваш Господ. Што мислите, дали на Господ му се исто? Библијата вика така, кога една душа се спасува, вика цело небо се радува. Едно цело небо ја искажува радоста, бидејќи небото знае дека една душа е толку вредна во Божите очи и небото знае да ја цене човечката душа. Луѓето денеска не ја ценат. Денеска еден човечки живот не вреде можеби, не знам, 10 динара. Денеска луѓето се убиват едни на други. А иако Бог не ги постави така работите. Бог ги постави работите да имаме заедништво со сите луѓе, да ги сакаме сите луѓе. И после го криваме, Господе, ти си крив од има војни, ти си Господе крив од има сиромаштија, ти си Господе оти луѓето се мразат едни со други. Кога гледаме телевизија, таму бомби, таму убиства, таму луѓето постават прашање, Господе. Но ќе ви кажам дека резултатот на сето това што случува во светот крив е човеко. Човеко одбија да ги прифате Божите стандарди, Божиот начин на делување. Господ вика ќе ја опознаат по љубовта, вика љуби го својот ближен. Љуби го дури и непријател, ако имаш таков непријател. Денеска луѓето не живеат на тај начин и затоа не случува това што не случува во светот. Затоа луѓето не се сакат комшии. Вика сега ќе дојде. Најде, тргни го, изгони го. Ако имам корис, нека дојде, ама ако немам корис, тргни го. Но Господ не ги поставил така работа. Луѓето си измислија нови закони, нови правила и почнаа да одат по нивните правила и завршија таму дека не треба да завршат. А Господ вика, ви оставих само една работа. Вика, љуби го Господ со сето своје срце и сета своја душа и сакај го ближниот како самиот себе. Ништо друго не мора да правиш. Тие две работи ти го комплетираат твојот живот, да твојот живот да има смисла на таа земја. И не само да има смисла, туку и другите луѓе да имат благослов од твојот живот. И
Никой не е случайно тук тази вечер. Пазете. Сеќавам се пред не знам колко, пред 25 години, може и повеќе 30 години, бех на едно место така дека се говореше за Господ. Иако бех тинеджер, моето срце говореше додека проповедникот говореше. И верувајте ми дека ни децата тука, кои се тука таа вечер, децата и они не се случајно тука. Бидејќи Божјото слово е како некоја семка, како некое семе кое се фрле и паѓа во човечките срца. Можеби луѓето и не треба да луѓето и не можат това да го разберат. Но семките паѓат. Семките паѓат. Единствено што треба е да твоето срце биде добра почва, да може семката која што ќе падне да донесе плод, за да никне и да донесе плод. И верувајте ми дека Библијата вика дека нема друг начин човеку да дојде до Господ, освен ако не го бара со се до свое срце. Не постои друг начин, не може ако си паметен, ако си учен човек, не можеш ти со твојата наука да дојдеш до Господ. Можеш да дојдеш со твојата понизност. Вика, сите што ме бараат, ќе ме најдат. Како да го бараме Господ? Дека е Господ? Дали Господ е на некој одредено место? Дали е Господ закачен над зидот? Или Господ е скриен во некоја шише? Или Господ е некаде во само во некоја просторија и во никоја друга просторија? Господ вика дека вистинските поклоници ќе ме барат и ќе ме најдат со дух и со вистина. Господ може да го најде секаде. И зашто ние се собираме? Ние се собираме бидејќи Он е тука. Он е тука и неговото присуство ние го сеќаме. Неговото присуство. Може би срцето ќе ти е камен таа вечер. Ама ти, твојот дух знае дека има тука некој кој толку многу те сака. Иако Божјата љубов доаѓа до срцето и чука, ама не може да влезе на сила внатре. Некој човек е кажал дека срцето на човекот има само рачка однатре. И таа рачка, квака, таа брава, може само ти да отвориш. Господ не е насилен. Ѓаволот е насилен. Ѓавол ќе ти направи работи кои... Но Господ не е таков. Господ сака, бидејќи те сака, ја излева неговата љубов и само што? Само треба да ја прифаташ таа љубов, за да можеш таа љубов да си ја донесеш преку Духот Свети во твоето срце. И тогаш се семенува. Тогаш се семенува целиот човечки живот. Може ли такова за да спомолим? Ајде, сакам такова да спомолим за сите нас. Господе, Боже, фала Ти што Ти си тука. И фала Ти што Ти, Господе, се грижи за нас. И секој човек Ти е важен тука таа вечер. Ти не праваш разлика кој е кој. Бидејќи Ти си кажал дека една душа кога се спасува, цел универзум се радува, цело небо. Твоето царство горе, Боже, на небото, Боже, во кој престојуваш Ти, таа вечер Твојот поглед е вперен тука, во таа куќа, во това село, Боже, во таа соба. И, Господе, голема радост е на небото, Боже, што Ти гледаш луѓе кои те слават, кои те величат, кои те обожават, кои ги отварат своите срца кон Тебе. И фала Ти, Боже. И јас те молам да манифестацијата на Духот Свети, Господе, не биде само тука, туку тај огин да се шири по целото село, Боже, по целиот град, по цела Македонија, Боже. Нека дојде таа духовна обнова, Боже. Да луѓето да разберат дека без Тебе се изгубени и дека без Тебе нема живот. Дека без Тебе само ќе лутат, Боже. И цел живот ќе ја барат, смисла Ти нема да најдат. Господе, Боже, Ти даваме чест и слава. Чест и слава, бидејќи само Ти заслужува за чест и слава, Господе. Ти кој не гледаш кој, Ти кој го сакаш секој ден човек и не праваш разлика, Боже. Фала Ти, Господе, што многу често знаеме да се оддалечеме. Многу често знаеме да забораваме на Тебе. Многу често знаеме да го послушаме лукавио и да свртеме од патот. Но Ти си секој пат тука, Боже. Ти си како тај таткото кој го чекаше, Боже, изгубениот син, да дојде. И ништо не му кажа, оти така направи. Туку само чекаше да го гушнеш, Господе. Ти чекаш секој ден туку од нас да го гушнеш. Секој ден од нас си дојде дома. Таму дека е сигурно, Боже, дека е убаво дека си Ти.
Јас те молам, Боже, секој кој не те познава, Господе, да си дојде дома. Секој кој не те познава, Боже, да го отвори срцето за Тебе. Да може, Господе, Твојата љубов да пребива во него. Да царство Твое дојде, Господе. Да биде волята Твоја, како на небото, така и на земјата. Боже, да потечат реки на жива вода. Реки кои ќе донесат благослов за целиот регион. Молам те, Боже, во името на Исус те молам. Ти се прослави. Молам те во името на Исус. Амин. Лесно да, например, да бидеш проповедник, да бидеш човек кој што го застапува Царството Божие. И кога ќе видиш луѓе кои што не го познават Господ, дека не можеш баш така да си заминеш и да кажеш, ајде, луѓето не го познават, нека, а јас говорики, проповедаки си одам. Не ти е баш толку едноставно, бидејќи знаеш дека животот е толку краток и дека работи се менливи, дека утрешниот ден не е наш. И дека може било кој за да дојде едноставно да се замине од тај свет. И знаеш дека еден ден ќе се соочи секој ден од нас со Бог, со неговиот суд. И затоа верувајте дека не е се исто. Не е се исто. Господ кога го виде Јерусалим и неговиот начин на живење, почна да плаче. Почна да плаче. Зашто почна за да плаче? Почна да плаче бидејќи знаеше дека тие луѓе ако не го примат него, дека сите ќе ето пекол. Бог знае дека пекол е реалност, дека пекол е вистина. И дека човек не може да избега од пекол ако не е чистен со крвта негова. И еден проповедник и еден спасен човек знае дека секој еден човек кој нема да се покаже за своите гревови, дека ќе иде во пекол. А оттам нема враќање назад. Оттам не може да ти искарат ни свештеници, колку сакаш пари дави, оттам не се излева. Бидејќи Библијата вика дека постои голема провалија. Провалија кој да сакаш да поминеш на другата страна не можеш. А од таа провалија вика има огнено езеро. Огнено езеро кое гори со вечен оген, сулфур. И вика таму остануват духовите на луѓето. Многу пати луѓето мислат дека Бог ќе ги извлече од там, ќе поминат известно време и Бог ќе ги извада. Но нема такви информации во Библијата. Библијата вика дека ако заминеш там повеќе нема враќање назад. И затоа Господ вика покај се ако го слушнеш гласот мој денеска, покај се. Утре не чеки утре за да се покаеш, денеска се покај. И Бог вика ќе дојдам и ќе вечерам со тебе и ќе те благословам и ќе го изливам мојата љубов во твоето срце и ти ќе има смисла зашто да живееш. Така да нека Бог не благослова сите и фала му на Тихомир за сето тоа што беше кажано. Јас верувам дека е благословено од срце и дека кима дел едноставно во нашите животи. И така да нека Бог не благослова сите и да размислуваме за това која е смислата на мојот живот. Зашто Господ толку многу не сака? Нека биде това. Зашто Господ толку многу не сака? Нека секој ден од нас си става прстот на челото и да каже зашто Господ мене толку многу не сака? Што сум јас толку посебен на неговите очи? Зашто Господ умре на крстот на Голгота? Зашто Господ остави се и дојде и го зема моето место на крстот на Голгота? Кога ќе одговориш на тоа прашање, ти тогај ќе донесеш одговор и ќе кажеш Господе, ти на мене ми требаш. Така да нека Бог не благослова сите. Каде сакам да живеам, но ќе дојде време, ќе отидам, таму немам боле смрт, нима ки пеколни, таму има вечен мир, таму нема боле смрт, нима ки пеколни, таму има вечен мир. Патот кој води дома, сега јас го знам, и сега вечно јас ке живеам, од Исус плати се, за да можам да живеам, мојот вечен дом,
От Исус плати се, за да можам да живеям во мојот вечен дом, вечен дом. Се помилувани, блажени се чистите по срце, зашто ти ќе го видам